Прашање до амбасадорот Жбугар и до премиерот Заев. Премиере, дали сте се уште оптимист после пораките кои стигаат од Грција изминативе денови дека до јуни може да се затвори прашањето и да го фатиме возот за Европска унија? А до амбасадорот Жбугар, дали Европската унија разгледува било каква опција Македонија да добие препорака за да ги отпочне, мислам, Советот да прифати Македонија да отпочне разговори, па да се решава прашањето да се затвори со Грција до незиното конечно пристапување во Европската унија? Благодарам. Јас внимателно ги следам настаните во Грција, реакциите дома, секако сум еден од најупатените. Меѓусебно се информираме со институциите, председателот на државата, собранието и другите институции, но и помеѓу власт и опозицијата. Јас сум оптимист. Решение може да се најде, многу изгледа тешко, нема да биде лесно, но впрочем ни не очекувавме да биде лесно, ни па да биде нешто посебно кое што успат така ќе го поминем. Посветени сме голем дел од владата, секако прво јас, па министерот за надворешни работи и другите министри кои што се овде во владата. Јас верувам дека ако водиме грижа за другата страна, за нашиот јужен сосед, и тие водат грижа за нас, при тоа почитувајќи се, додржувајќи го достоинството и идентитетот, се важни работи секако. Јас сум убеден дека може да се изнајде решение и за овој горлив, би кажал, 2,5 деценијски проблем кој што постои. Prime Minister mentioned that Премиерот спомна дека стратегијата многу позитивно зборува за напредокот кој што земјата го постигна во последните месеци и дека комисијата е подготвена да изработи препорака за отпочнување пристапни преговори. Ќе се навратам една реченица наназад за Европската унија. Добрососедските односи се значајна вредност и ова е нагласено во стратегијата за регионот во многу точки. Во стратегијата дури и кажуваме дека пред секоја земја да може да стане членка на Европската унија, ќе мора да ги реши сите билатерални прашања, како и сите отворени гранични прашања. Ова е општо правило за сите земји во регионот, затоа охрабрени сме од чекорите кои што владата ги прави. Тоа е како договорот со Бугарија, тоа е нешто што заслужува пофалби и ние го пофаливме веќе, се разбира, и сега веќе напорите кои што се преземаат за решавање на отвореното прашање со Грција во последните неколку месеци се градеше една подобра, попозитивна атмосфера. Се одржа и првите состаноци меѓу председателите на владите на двете земји. Со интерес го следиме овој процес и се надеваме дека двете земји ќе бидат во можност да најдат решение кое ќе го отвори патот кон Европската унија, но во прв поглед ќе го смени односот кој што земјите во овој дел од светот го имаат меѓу себе. Затоа да се фокусираме уште еднаш со едни големи позитивни очекувања за двете земји. Мислиме дека двете земји треба и се посветени на тоа да бидат сериозно посветени да најдат решение. И потоа се ќе биде отворено како пат. Анеса Салихо, Алсатем телевизија. Значи, и мојата прашање, господине Заев, е слично, но малку по-конкретно. Денеска шефот на грчката дипломатија, Никос Коција, за еден интервју, значи, рече дека во Давос премиерите беа договорени за една спогодба која ќе го подготвува грчката страна. И исто така Коцијас бараше од нашата влада јасно да кажува и да зборува јавно, значи која придавка пред името би било прифатливо од нашата страна. Кој е вашиот коментар? Значи што е прифатливо за нас и дали е време веќе да се зборува околу овие прашања конкретно? Еве вака, јас сакам нашите граѓани да знаат, сакам граѓаните од соседна Грција да знаат деталите.
но најповеќе сакам на вистина да успееме во преговорачкиот процес и затоа секогаш дозата на внимателност за да му дадеме шанса на успехот во преговорачкиот процес ја задржувам, но при тоа ќе кажам, ние сме подготвени за географска одредница. И до тука ќе застанам, заради тоа што суштествено е прашањето и треба да дадеме шанса низ преговорите да поминеме во изнаоѓање на решение. Истовремено одлучивме заедно, и тоа го потврдуваме, секоја можна идеја која што ќе доведе до решението, дали е драфт, верзија на меѓународен договор, кој што ќе го фиксира она што е поприлично решено, а според мене, не знам, символите МК, МКД и слични работи, а другото би била основа да се продолжи процесот секако под лидерство на Обединетите нации преку господинот Нимец, користејќи ги сите билатерални средби, без разлика дали е тоа помеѓу мене и премиерот Ципрас, помеѓу министерот Димитров и министерот Коцијас, се што може да помогне кон изнаоѓање на решение, треба да го искористиме, така да ние јавно ги коментираме сите настани, јавно сме позиционирани, дискутираме и внатрешно помеѓу институциите и помеѓу политичките партии, но истовремено сме фокусирани на суштествени чекори кои што ќе доведат конечно до решавање на овој чувствителен проблем. Јас се надевам во интерес на двете земји кои што се вклучени во преговорачкиот процес. Колеги, ви благодарам. Службата за односи со јавност ви останува на располагање за дополнителни прашања. Добро, јас само ќе дозволите да објавам, заради тоа што беше денеска на владина седница донесена одлука, таа е во функција на двете прашања. Денеска владата започнатата процедура од минатата седница ја заврши и ја донесе одлуката автопатот кој што не поврзува од северната граница до јужната граница да го именува како автопат пријателство, а донесовме одлука за меѓународниот аеродром. Името на меѓународниот аеродром ќе е Меѓународен аеродром Скопје. Сакав тоа да го споделам во вашето присуство и секако уште еднаш потврдувам исчекор кон градење пријателство со соседите, заради тоа што интерес е на Република Македонија да гради пријателство, интерес е на Република Македонија да го реши овој суштествен проблем, но сум убеден после средбата со премиерот Ципрас дека интереси на граѓаните на Грција да наоѓат решенија за суштествени проблеми, како што и овој проблем. Ние изградивме лично пријателство помеѓу нас двајцата, јас верувам дека тоа ќе го преточиме преку решение на овој проблем во севкупно комплетно пријателство помеѓу народите на двете земји. Благодарам.